Се веруваше дека најдено решение за метежот на паркингот на клинички центар Мајка Тереза. Веднаш штом беше објавено името на албанската компанија Ѓока Construction, се појавија реакции, при што премиерот Мицкоски изјави дека ќе се преиспита кредибилитетот на компанијата. Министерот за здравство Арбен Таравари вчера изјави дека тендерот за изградба на гаражи на клиничкиот центар ги поминал сите процедури и дека се очекува да се потпише договор откако ќе помине во влада, но денеска го поништи тендерот. Го прашавме која е причината за откажувањето, но тој не одговори конкретно. Рече дека тоа е само поради вревата што се создаде и дека не сака да го отцрни ресорот со кој раководи. Не си министри таш për tash do ta stopojmë këtë proces edhe do ta shohim si veprojmë atje. Realisht është kjo çështja që është diskutuar çmimi i parkingut 50 denar për këtë arsye, po është diskutuar. Shihni, ka tema të ndryshme që keq përdoren e përdoren. Kështu që unë s'du të lejoj, du të punojmë në mënyrë transparente, du çdo gjë të jetë hapur. Çdo kompanie që është e interesuar, eventualisht ose çdo partie politike që ka ofertë për zgjidhje më të mirë të çështjes së parkingjeve, ja i lejmë hapësirë një mujore të vinë edhe të na tregojnë, këtu jemi për t'i të gjithë të gjitha dhe ta gjejmë opsionin më të mirë të mundshëm. Таравари појасни дека разгледуваат две опции: со паркингот да менаџира јавното предпријатие Градски паркинзи или општите служби. Евентуално размислувавме дали државни паркинзи, односно градски паркинзи, можат да стопанисуваат со паркинг центарот тука во клинички центар и да изградат катни гаражи. Друга опција веќе размислуваме и за општи служби. Дали можат општи служби да евентуално да ги менаџираат паркинг местата, па и да изградат катни гаражи, можеби не веднаш, меѓутоа за определено време. Така да сакам да ве известам и вас и јавноста дека размислуваме за две опции. После оваа бурна реакција за 50 денари зошто ќе биде паркинг местото на клинички центар. Според опозицијската СДСМ, предавањето на клиничкиот паркинг на фирмата Ѓока Construction, каде 99% од добивката би отишла ке албанската компанија, додека само 1% би останале за државата. Јасно покажува дека за овој договор се криел сомнителен договор, поради што е и откажан, изјави Мартин Кустовски од оваа партија. Документите кои ги криеше Таравари го потврдуваат она во што се сомневаше Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Самото Министерство за здравство поставило услов концесионерот да плаќа само 1% од приходите на државата. Таравари и Мицковски свесно решиле паркингот да го предадат на приватна фирма, оставајќи ја државата без приход, додека пациентите ќе плаќаат речици двојно поскапо паркирање. Таравари ги повика сите политички партии, но и граѓаните да се пријават со идејно решение за решавање на овој проблем. За да се реши гужвата на паркингот кај клинички, потребни се околу 1100 паркинг места.